Секретарот за трговија на американскиот председател Доналд Трамп, милиардерот Вилбур Рос, ги отфрли наводите дека не кажал оти имал деловни врски со внатрешниот круг на рускиот председател Владимир Путин. Вели Рос, кој е принуден да се брани по објавувањето на така наречените рајски документи кои протекоа во германскиот весник Süddeutsche Zeitung со детали за инвестиции на богатите поединци. Документите го опишуваат уделот на Рос во шпедитерската фирма Navigator Holdings, за која New York Times пишува дека заработува милиони долари годишно на транспорт на газ за руската петрохемиска фирма Сибур. Весникот Times пак наведува дека меѓу акционерите на оваа фирма е и Генадий Тимченко, руски олигарх, кој моментално е под санкции на Соединетите држави, како и зетот на Путин, Кирил Шамалов. Рос за BBC изјави дека нема ништо неисправно во врска со оваа инвестиција. The company that is our client, Cybor itself, was not then sanctioned, is not now sanctioned, and never was sanctioned. Според Рос, тоа значи дека никогаш немало ништо несоодветно со таа сделка. If our government decided to sanction them, that would be a different story. Our government has not thus far made the determination to sanction them. So there's nothing wrong with it. The fact that it happens to be called a Russian company does not mean that there's any evil in it. Како и да е, се ова доаѓа во време кога напредува истрагата за контактите на изборната кампања на Трамп со Русија. Инаку откриените документи за офшор инвестиции, наречени рајски документи, покажаа скриени банкарски активности на некои од најбогатите луѓе во светот. Меѓу нив, освен Вилбур Рос, се и британската кралица Елизабета и некои светски фирми, како Nike, Uber и Facebook. Во меѓувреме, британскиот весник Guardian објави дека милиони фунти од приватниот имот на кралицата биле инвестирани во фонд на Кајманските острови, како дел од офшор портфолио, кое никогаш претходно не било откриено.